Добар ден, драги пријатели. Денеска ќе зборувам малку или ќе анализирам парадата на војните што се одржа во Франција, во Париз, каде претседателот на Србија Александар Вучич беше повикан и отиде, а не Србија, знаеме, членка на НАТО. Каде Франција имаше главното улога, но тука беа 8 француските војни сили и имаше 25 војници, мислам, у парадата учествува на Украина. Значи, главен гост беше Володимир Зеленски, дојде претседателот на Украина, може да се каже дека е претседател, бидејќи таму не се спроведува изборите. Што е тука интересно? Вучич, кој што кажуват и хрватските аналитичари и сите, седи на 2-3 столчиња, едно руско, америчко, германско и така натаму. Ова доста ќе го налути Путин, бидејќи оние аналитичари, ако се може да се нарече аналитичари, треба да е добро познават историјата, па да анализират, бидејќи секој настан се повторува. Што сакам да ви кажам? Наполеон Бонапарта не ја нападна сам Русија, царска Русија тоа време, значи нападна коалиција од 20 кусур земји. Хитлер исто тоа го направи и сега повторно Европа се подготвува за војна со Русија. Од тие причини и Франција на парадата ги покажа својата нуклеарна тријада. Знаеме дека од европските земји само Франција е нуклеарна земја и англичаните или Велика Британија имаат нуклеарки, но тие се амерички нуклеарки, не можат без нивна дозвола да ги употребат. И интересно е што на војната парада Вучич седеше заедно со Пленковиќ во првите редови. Сам тоа е премиерот на Хрватска. И слушав пред малку ми е интересна анализа од еден хрватски аналитичар, кој потпуно согласува со моите анализи. Од Србија што зборува за олујата, така наречена, тоа е нешто што се случи, ако се сеќаваме 94-5, но се случи со договор меѓу Туџман и Милошевиќ. Поточно србите отидоа за Србија, бидејќи на Милошевиќ му треба за Косово. И сега се повторува историјата во Србија. Сега сакаат србите од Босна да ги донесат во Србија, бидејќи и Србија има голема демографска катастрофа. Еве некој што се случи, претседател на Албанија Еди Рама, без најава, се отиде во Бујановац и Прешево, кај што немаше српско знаме, само имаше албански знамија, што значи дека Србија Вучича го воведува во една катастрофа. И некој малку србите се смешни кога ќе кажат браќа Руси. Ако се земе, например, Втората светска војна, Недичевци беа пред Сталинград, а српскиот клан не отиде за Русија, него отиде во Франција. Значи, вистинските сојузници на Србија се Франција и Англија, не Русија. Иако они беа бомбардирани токму тие земји од НАТО, Англија тоа не им дојде, со тоа не им дојде и паметта. Инаку, што би сакал неколку збора да кажем ово што случува на геополитичката сцена, не беа случајни упадите или Мадуро што беше одземен од Венецуела, тоа се поради транскомпаниите, поради нафтата, бидејќи познато дека Венецуела има најголеми резерви на нафта. И војната со Иран не е случајно, исто. Не знам колку знаете, Иран е четврта земја по резерви на нафта. И не случајно Трамп изјавува дека ќе преземе иранската нафта.
Значи, тука е конфликтот, но Иран е преголем залог за Америка. И Европа со Либија, кој беше, проба европските сили, да ќе не влегува американците, ништо не се случи таму. Американците, кој гледате, ни една војна не добија после Втората светска војна. Секаде си подвија опашката и Афганистан и секаде. И Европа или Европската унија е во една голема катастрофа. Германија, која е локомотива на Европската унија, не може да обстане без ефтините руски енергенци, тоа е рускиот газ и нафтата. И они сега најавуваат околу 100.000 отпуштања. Инаку имаме информација дека многу германци се селат во Австрија на работа, барат таму. И мене ми е смешно што би барале ние во Европската унија. Јас сум против, зашто? Едно време работев во светоство и знам добро, кој ќе влезете во Фајланд, во една кафејана, ето га, символично така нарекол Европската унија, што ќе најдете? Само недопиени пијачки и трошки. Ова да се случише пред 10-20 години, во ред, имаше некоја логика, но интересна работа и втора работа, сите земји што влегува во Европска унија, полека си го изгубија самите суверенитетот. Хрватска кажа вика и последната работа од нашиот суверенитет беше што ја сменивме нивната валута што се воведува еврото, кој што направи и Бугарија. Не може да каже дека е суверено, левото више не е нивна валута, него е еврото. И втора работа интересна е што војната меѓу агресијата во Украина што се случува, и поточно војниот конфликт. И земите само за еден пример, да ви кажам, Украина пред војниот конфликт имаше 51 милион, сега има околу 25 милиона жители. Што значи дека со сила се мобилизираат, а и втора работа тоа е нација која изумира. Исто го спомнате хрватски организација, кажува дека украинците во Хрватска стануваат втора по големина малцинство во Хрватска. Че се селат по Србија, Хрватска и западно свет нормално, не знам кај нас ги нема, мислам. Иако има тоа е незначителен број. Што прават? Например, сегаш, мислам, украинците гаѓаат руски рафинери под просторите со Фламенго наводно нивна ракета, не е тоа нивна ракета, тоа е проекат на Франција и Англија дадена, за да се има поголеми дострели. И Путин као возврат што ја направи, забрани извоз на дизел од Русија, интересна работа, Русија е најголем извозник на дизел, чак и Америка руски дизел купува од Русија дизел. И ова се случува со Иран, тоа се поради нафтата, и со секој напад или бомбардирање или конфликт меѓу Иран и САД кој ја бомбардира Иран или рекетира, се зголемува берзата на нафтата, значи транскомпаниите кои заработуваат. Значи ја случно Трамп, кажа, малку смешно, ќе презме иранската нафта, малку тешко ќе иде. И Франција и Велика Британија може да насат, посебно Велика Британија, и поради Фламенго, Путин реше да ги земе работа во своји раце. Прво на економско поле, дизелот го запре за извоз, а втора работа тоа е пшеницата. Украина заедно со Русија беа 48-50% извозници на пшеница во светот. Сега Русија што прават? И ги рушат сите, они способуват, поточно кажано, сите пристаништа кај ќе може да извезува жито
и пшеница, поточно кажано. Наводно лани ради Африка и да не останала гладна и така натаму. Значи, Русија ако гледаме вака во економската гледна точка, држат во раците економски, збориме за храната и за дизелот за енергенците. А Германија без руски енергенци, тоа са нафтата и гасот, не може да успее нити по Европа. Ви земете и нашата рафинерија. Сите тие рафинерии се правени за руска технологија. Од тие причини течен газ се носи и од Америка, нема цени доволно. Не може да се покрие. И затоа не би продал ни со мене и едноставно, ако се ја спрашувам, не пренесување на бугари, нити пак би копнал по Европа, Европа се распаѓа очигледно, тоа е во интерес и на Кина, и на Русија, и на САД. А Германија, например, Мерц, мислам, не знам дали, беше, мислам, на парата, но се откажа против Русија. Значи, интересна работа, Америка никош не војувала против Русија, индиректно да се во Украина со нивни ракети и технологија и дронови, но вака никош не војувала. Во Втората светска војна чак и Америка и праќаше оружје и храна на СССР, па до пред 10 години СССР тоа го отплаќа, Америка ништо не дава без пари. Драги пријатели, толку за сега, за парадата на војните, ако е смешно, и Европа има војска да војува со Русија, и има искуство. Тријата што ја покажа Франција нуклеарна, тоа е многу смешно, односно оно што има Русија. Не сум руски ориентиран, прво како аналитичар, но не сум ни западна, јас сум само објективен аналитичар, нешто повеќе. Толку за сега во ова моја видеоанализија со Македонија и создателот напред.